Здраво на сите. Во ова видео нема да правам рецензија на книга. Идејата ми е од време на време помеѓу рецензиите на книги или авторски профили да снимам по некое видео во кој што зборувам за општо за литературата или за тоа како да читам и да споделам некои мои мисли во врска со тоа. Денес сакам да зборувам за големите романи. Пред некој време всушност мислам дека издавачката куќа или имаше недела на големи романи и тоа е двосмислено затоа што може да бидат големи романи, да мислиме на големи романи обемни по обем, значи не знам, роман од 1000 страници. Меѓутоа може да зборуваме за големи романи како во смисла на квалитетни, безвременски, вредни литературни дела кои што се читаат, не знам, со векови, со години, кои што останале како монументални дела во литературата. Кога ќе зборувам за големи романи, во ова видео ќе мислам на такви големи романи, иако некогаш тоа се поклопува и многу големи романи во смисла на вредност литературна, се и големи романи по обем. Да се сетиме, не знам, на Дон Кихот или Војна и мир и други дела. Сега ќе се задржиме на романи, затоа што ако зборуваме за општо за големи дела, тука би влегле и други многу дела, не знам, тука би влегле, не знам, Илијада и Одисеја, пример, како епови, или Божествената комедија на Данте, или се што низ историјата се, не знам, еповите, античките епови, или, не знам, Шекспир може да го ставиме тука, меѓутоа ќе се задржиме на романи, големи романи. Некои сметаат дека прототип или прв модерен роман е Дон Кихот од Сервантес, и кој што е голем роман по обем, меѓутоа е голем роман дефинитивно роман што треба да се прочита. Интересно е што кога станува збор за овие големи романи, може изборот класици би бил соодветен тука. Може да знаете, има многу добри книги во литературата и во светот и денес во современата литература. И има многу книги кои што ни даваат одредена сатисфакција, одредено задоволство во моментот и има некакви ќе не трогнат или емотивно ќе не трогнат емотивно или ќе не восхитат со како е действието мајсторски направено, некоја мистерија и некој трилер и така натаму. Меѓутоа, мислам дека големите романи или големите дела и вредните романи во историјата не само што работат на тоа ниво да не восхитат и да не остават без зборови, туку прават на едно подлабоко, подсвесно ниво прават нешто во нас. Во нас нешто предизвикуваат на посуштинско ниво, ги предизвикуваат можеби или ги потврдуваат, ги затврстуваат нашите ставови, нашите погледи на светот, разбирање на светот, на животот на другите луѓе. И она што се случува, што сум приметил лично, кога читаме такви дела, едноставно, иако можеби не се спектакуларни, можеби јазикот не е, не знам, прекрасен и совршено не се напишани, сепак прават нешто во нас и сакаат и прават во нас чувство дека сакаме постојано да им се навраќаме на тие дела, на тие романи. Например, за мене лично еден од последните романи кои што веројатно еден од романите, не знам дали од последните што сум ги читал класици, меѓутоа е Моби Дик од Мелвил. Роман кој што го читаш и можеш да си кажеш добро, го гонат капетанот Ахаб го гони китот да му се одмази да го убие, па што е сега приказна овде? Има еден капетан, има кит и со бродот го ловат. Меѓутоа, кога ќе го прочиташ, има многу повеќе слоеви, многу повеќе од тоа, и кога ќе го прочиташ, едноставно сакаш да се навратиш и повторно да го прочиташ. А јас се спремам да го читам многу фалениот превод на Огнен Чемерски на македонски, тоа ми е на листа и наскоро ќе почнам да го препрочитам повторно на македонски Моби Дик. Тоа е еден таков роман што ми влијал на мене. Исто така Дон Кихот. Дон Кихот, она вистинска верзија од 1000 и некои си 200 страни. Тоа е ремек дело роман што прави да на многу места да се расплачете, на многу места да се смеете дури и на глас, и тоа за мене е едно од ремек делата и роман кој што секој треба да го прочита. Она што би бил мој совет во однос на читањето на овие дела, безвременски дела да ги наречеме, и за мене што се трудам да биде одреден принцип и што би ви го пренал вам, е да едноставно да
да не се замараме со оние листи, колку книги мора да прочитаме во годината, па сега морам оваа година си зацртав секоја недела да прочитам по еден роман, па ќе прочитам, не знам, 50 романи и само се форсираме себе си. Океј, мислам, има место да читаме такви дела, меѓутоа, ако читаме некои романси или трилер или што и да е, што е полесно, што го читате и едноставно после месец дена да ве праша некој зашто бил романот, поима немате, сте заборавиле. Едно е да се чита такво нешто, а друго е да се чита некој големо дело и комплексно дело кој што бара полека да му се пристапи и кој што подоцна ќе го препрочитаме, затоа што роман што не вреди да се препрочита не е вреден роман. Не знам дали ќе се сложите со мене или не, меѓутоа она што е добро дело вреди да се препрочита. Мислам дека може да се поставиме, мој предлог би бил една реална цел, една реална задача или предизвик е да еднаш годишно да земеме едно големо дело. Без разлика дали по обем или по вредност. Да речеме, може да си кажеме дека еве Дон Кихот го спомнав. Не мора да е Дон Кихот, може да биде било кое друго дело. Кажеме дека полека оваа година, меѓу другите книги што ќе ги прочитаме оваа година, ќе прочитаме едно такво безвременско дело. Да речеме, јас во моментов тоа се занимавам со оваа книга, со Улис од Джеймс Џојс, и ова е книга која што се смета за една нели од најдобрите во 20 век и така натаму, кој ќе прочитам, ќе направам сигурно видео за оваа книга и за Джеймс Џојс. Меѓутоа ова се смета за контроверзен, комплексен, провокативен во тоа време роман кој што апсолутно нема никакви шанси да се прочита, туку така да се прелета преку действието на овој роман. И јас најверојатно веќе 1/3 имам прочитано, најверојатно ќе го читам овој роман 3 месеци, минимум 3 месеци, по неколку странички на ден, по десетина можеби страници на ден, и да конзистентно обидувајќи се да го прочитам целиот роман. Некои да речеме што ми се на листата на дела, што се големи романи што би сакал да ги прочитаме. Томас Ман, Волшебниот рид, да речеме, ми е на листата на романи што сакам да ги прочитам наскоро. И исто така во потрага по загубеното време, Марсел Пруст, значи ремек дело, се смета за ремек дело и тоа се мислам, ако не се лажам, 9 дела, 9 романи или 11, мислам дека се 9 и тоа сигурно ќе ми одземе минимум една година, да речеме. И тоа мој совет ви е да си изберете едно меѓу другите книги што ги читате, едно дело кој што можеби еднаш годишно да прочитаме по еден, так, не знам, можеби еднаш Ана Каренина, другата година Дон Кихот, Моби Дик, иако некои да ви романи се по неколку стотини страници, можеби по неколку такви да прочитаме. Меѓутоа поентата ми е да не се задржуваме само на популарна литература или она што едноставно сега го читаме и после веќе не го ни памтиме. Океј, мислам дека многу се зазборував, има што да се зборува, да оставам и за други видеа. Океј, останете ми со здравје, читајте добри книги и се гледаме во наредното видео. Чао, чао!